Добар ден, почитувани, ова е почетокот на здравствениот магазин Телма Амбуланта. Мозочниот удар е една од водечките причини за смртност во светот. Третина од луѓето што доживеале мозочен удар ја губат битката за живот, третина ќе се соочат со инвалидитет и ќе бидат неспособни за самостоен живот. Само третина од нив ќе се вратат на нормалниот начин на живот. Можат ли навремено да се препознаат симптомите на мозочниот удар? Се разликуваат ли ке мажите и жените? Што доведува до овој проблем? Генетиката или начинот на живот? Од што зависи начинот на лекувањето и опоравувањето од мозочниот удар? Може ли да се спречи? Ќе го прашаме професор доктор Иван Барбов, невролог. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите и како што е обично во вториот дел од емисијата ќе ги вклучиме и вашите прашања. Останете на Телма. Какви се симптомите на мозочниот удар и има ли начин да се спречи? Ќе го прашаме професор доктор Иван Барбов, невролог од Универзитетската клиника за неврологија. Професоре Барбов, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. И благодарам за поканата. Секој пат ми е чест кога гостувам во вашата емисија и во исто време да ги поздравам вашите гледачи и се надевам дека ќе им ја доловиме темата за која ќе зборуваме денес. Професоре, меѓу народот има два термина што се користат за да се опише мозочниот удар. Или вела дека некој се шлогирал, или дека имал излив на мозокот. Па што е тоа точно мозочен удар? И поради различните описи што се користат, значи ли дека постојат и различни мозочни удари? Различни мозочни удари секако постојат. Кај нашиот народ има различна терминологија, како што спомнавте. Ние најчесто медицински збориме дека се работи за мозочен удар. Тоа удар во суштина значи дека е болест која што се случува многу наеднаш, многу нагло. Акутна болест и пациентот во рок од неколку минути или подолг период во некој случај се развива невролошка симптоматологија многу брзо. И затоа нели една аналогија на срцевиот удар и овде мозочен удар како општ поим. Англичаните викат stroke, нели, ние слог, србите кап, така да се означи една акутна болест на мозокот која исто е доста сериозна. Како проценувате дали мозочниот удар е резултат на крварење во мозокот или пак на блокирањето на крвотокот во одреден крвен сад во мозокот? Да, и таа е главната поделба на мозочните удари, на крваречки мозочни удари и удари кои се послед на тромбоза, запушување на крвните садови на мозокот или емболија која крвен сад од срцето или од каротидните артерии ќе отиде во мозокот и ќе направи исто така тромботично запушување. Значи, тие се двата основни вида на мозочни удари и понекој пат на почетокот е тешко да се разликуваат, бидејќи мозочниот удар има една така униформна симптоматологија. Најчесто пациентите имат проблеми со говорот, имат одземеност на едната рака и нога, тоа секој пат оди на спротивната страна од мозочниот удар, или се зафатени раката и ногата. По некој пат имаме и проблеми со видот. Меѓутоа, вака кога ќе донесат пациент на прв поглед, ние не може да бидеме сигурни дали се работи за крваречки или тромботичен мозочен удар, иако мора да кажеме дека има некои финеси кои поискусните лекари веќе може да проценат пациентот како вид на мозочен удар има. Обично крварењата се побрутални, настануваат понагло. Кај пациентот се јавува изразена силна главоболка. Таа главоболка често е пропратена со повраќање и во тоа време се случуваат и парализите. Дали парализа на говорот заради зафаќање на фацијалниот нерв, слабост во рака, нога, нестабилно одење, меѓутоа клиничката слика е некако побрутална. Пациентот е црвен во лицето, притисокот крвен нагло се покачува и тоа некага ние 90% може да процениме дека во овој случај се работи за крварење. Освен тоа што кога крварењето е големо, пациентот може да изгуби свест, па да наеднаш од полно здравје падне, добие епилептичен напад, почна да повреќа, тоа е многу сугестивно за мозочно крварење. Од друга страна, тромботичните мозочни удари настануваат посубакутно, не толку наеднаш. Многу често се случуваат за време на спиење
и пациентот кој ќе се разбуди од спиење се буди со фатена рака и нога и кој ќе се обиде да стане ќе види дека раката и ногата не му функционираат. Може да се случи и во текот на дневното функционирање, значи пациентите чувствуваат дека нешто не им е добро, дали тоа заради покачениот притисок, некој пат може и низок притисок да предизвика тромботичен мозочен удар. Парализата на раката, ногата, говорот настануваат малце побавно. Тие пациенти обично немаат главоболки и тука ние нели предпоставуваме дека се работи за тромботичен мозочен удар, плюс ако пациентот боледува од некој срцево заболување како што е аритмија на срцето, која е предиспозиција за стварање на мозочни емболии, во тој случај така клинички може да се ориентираме за каков мозочен удар се работи. Професоре, симптомите се исти ке мажите и ке жените? Па речи си исти, да. Кога зборуваме за симптомите, има едно правило за препознавање на мозочниот удар, што може да им помогне на гледачите, односно на сите оние кои што ќе се сретнат со некој кој што ќе падне и ќе се посомневаме дека има мозочен удар. И тоа правило наречено ГРОМ, еве можеме да го погледнеме, кои се всушност правилата на кои што всушност на што всушност треба да обратиме внимание, и тоа е сето она што всушност и вие го посочивте. Значи, тоа е говорот, можеме да го погледнеме телопот, дали е говорот чуден или пак е неразбирлив. Потоа се прави анализа за рацете, дали едната рака е послаба или паѓа, одземеност, дали е присутна одземеноста на едната страна на телото или лицето, и минути повикајте брза помош што побрзо. Ќе започнеме од последното, професоре. Минути повикајте брза помош што поскоро. Што побрзо, да. За срцевиот удар се знае дека треба што побрзо да се побара лекарска помош. Постои ли временска рамка кога станува збор и за мозочиот удар, кога најоптимално може да му се помогне на лицето со ваков проблем? Исто и кај мозочниот удар е многу важно пациентот, како прво од страна на семејството или ако му се случило на работното место или на улица случајни минувачи да го видат, што побрзо да се посомнева дека се работи за мозочен удар. Меѓутоа, тие пациентите се обично лаици, па ќе повикат брза помош се веќе тука ќе дојде лекар и важно да процени дека се работи за мозочен удар и веднаш да се транспортира во болница кај што се лекуваат мозочните удари, бидејќи сега има нови терапии со кои на пациентите може многу да им се помогне и затоа викаме времето е мозок. Колку повеќе губиме време, толку повеќе се губи и дел од мозокот заради овие оштетувања. Предпоставам дека се проблематични оние мозочни удари што се случуваат во сон и тука веројатно пројдено на критично време за кога може да му се помогне на пациентот. Тука не можеме да процениме кога точно се случил мозочниот удар, бидејќи се случил во текот на ноќта и може тие првични 4 часа кога треба пациентот да се донесе на клиника и кога може да се даде тромболитична венска терапија, се поминати, меѓутоа сега е на нова метода, нели тоа е тромбектомијата, кога механички се вади тромбот, тука терапискиот прозорец е 12 часа и овие пациенти фактички може, иако се случил ударот во сон, да се направи механичка тромбектомија. Ќе се обидете повторно со лекови да се обидете да го разложите тромбот или веднаш се пристапува кон отстранување на тромбот од крвниот сад со таа метода што ја споменавте? Секој пациент е индивидуален. Ако пациентот стигне во првите 4 часа, веднаш мора да му се направи снимање на глава, компјутеризирана томографија, да се процени неговиот невролошки дефицит. Значи, компјутерска томографија мора да е уредна. Ако веќе се истртал инфарктот, значи поминало подолго време од тоа кој фамилијата го кажуваат, и во првите 4 часа се обично прави интравенска тромболиза, се дава интравенски лек кој може да го лизира тромбот. Значи тромбот да се разгради и таа запушениот крвен сад да тука почне повторно да настанува циркулација и да се реваскуларизира тоа подршје кое што било претходно оштетено. Понатаму, доколку тоа не се успее, може пациентот да се прати на механичка тромбектомија. Таа е една процедура која бара малце подолго време за подготовка, бидејќи претходно мора да се направи ангиографија, снимање на крвните садови и крвниот сад кој е запушен, нели со катетеризација да се дојде до тоа место
и фактички да се фати и механички да се извлече тромбот. Последниве години механичката тромбектомија има предност на интравенската тромболиза, меѓутоа мора да се прави во специализирани центри, каде што има тимови кои веднаш ќе направат снимање и ќе направат механичката тромбектомија и може слободно да кажеме дека со употреба на овие две нови методи на лекување, смртноста и инвалидноста од мозочен удар е дури 50% редуцирана. Кај исхемичниот. Кај исхемичниот мозочен удар, доколку има крварење во мозокот, претпоставам дека пристапот е сосема поинако. Пристапот е сосема различен кај крварење. Кога снимаме пациент на апарат за компјутеризирана томографија, може да најдеме нормален наод, мозочно ткиво да не ни биде оштетено и во тој случај знаеме дека се работи за исхемичен мозочен удар, бидејќи треба време 4 до 5, некој пати 12 часа да се исхемичното подрече демаркира и да го видиме на компјутеризирана томографија. Меѓутоа, доколку има крварење, тоа веднаш се гледа. Ке направиме снимка, се гледа крварењето и веднаш имаме диагнозата, иако и во другиот случај имавме диагноза. И сега, во зависност од крварењето, место на крварење, понатаму се преземаат други диагностички тераписки процедури, меѓутоа сосема различни од терапијата на исхемичниот мозочен удар. Времето е мозок. Да. Што значи тоа? Со која брзина одумираат мозочните клетки по мозочен удар? Мозочните клетки се смета дека без дотор киселото и гликоза може да преживеат најмногу 5 минути. Така да тие многу брзо умираат. Сега во едно ткиво кое што е тромбозирано, нормално нема да изумрат сите клетки заради колатерална циркулација, колку што има повеќе колатерална циркулација, така и бројот на невроните не се оштетува комплетно, туку остануваат. Меѓутоа, понатаму во фазата на рехабилитација на мозокот, оштетените делови се веќе дефинитивно оштетени, меѓутоа некои од здравите регии на мозокот може да преземат функција на некои од овие делови, тој пластицитет на мозокот и во тој случај опоравувањето да биде побрзо и поуспешно. Во делот за рехабилитацијата ќе искоментираме и пластичност, односно пластицитетот на мозокот и можноста на здравите делови од мозокот всушност да преземат дел од функциите на оштетениот, но најнапред би ве прашала дали мозочниот удар и понатаму е резервиран за повозрасните лица? Односно, дали возраста е и понатаму водечки ризик фактор? Возраста е водечки ризик фактор, значи колку пациентот е повозрастен, ризикот да добие мозочен удар е поголем, иако тие граници постепено се намалуваат кон помладата возраст, така да се почесто среќаваме пациенти и на 20, и на 30, и на 40 години кои преживееле мозочен удар. Многу се прашуваат зошто е тоа така? Зошто помлади лица од 45 години преживеале мозочен удар, а некои за жал и не успеале да преживеат. Тука веројатно е и животниот стил на луѓето и на пациентите. Да кажеме, ние имаме праве визита, јас не работам на цереброваскуларните оддели, меѓутоа праве визита, бидејќи колегите се на конгрес, и пациентите што лежа ми остави печаток, значи сите беа над 80 години, значи понапредната возраст, и ние на некој начин, така кога зборуваме и лаички, дека тоа се фактички наши родители, кои во овој случај на таа возраст, и дека на времето тие се хранеле со многу поздрава храна, без пестициди, без тие органски додатоци, тоа биле природно производство, без вештачки ѓубрива, пиеле чиста вода, дишеле чист воздух и затоа тој процес на артериосклероза кој е фактички причина за запушување и запрскање на крвните садови, кај нив се одвивал многу побавно и они доживееле длабока старост. За жал, овие ризик фактори се се повеќе присутни кај помладата популација заради начинот на живење, брзиот начин, здравата храна, немањето време да се помине со семејството, сите растачани по работа, по обврски, и самиот тој брз начин на живот е многу стресен, а стресот е многу важен во етиологијата и манифестирањето на овие мозочни удари, меѓутоа и нездравата храна што ние јадеме, ние секојдневно слушаме месо воведено таму,
кромит од загадени некои подречја, скоро слушавме нели таму кај Драчево дека се isfрлеле штетни материја, тука нели се има производство на земјоделие, така да прскањето со овие пестициди за да се заштити порано фактички да созреа зеленчукот, значи на некој начин ние не јадеме здрава, односно јадеме несигурна храна. И тоа веројатно придонесува пациентите порано да развиваат покачен холестерол, покачен крвен притисок, дијабетот исто така заради премногу јадење на благи работи може латентниот дијабет да стане манифестен и мора да кажеме дека кај младите луѓе, иако има една група на млади луѓе кои многу спортуваат, многу вежбат, одат по теретани, внимаваат на исхрана, на другата страна се овие другите што повеќе некако во друга крајност. Во друга крајност, да, по кафани, мрсни јадења, алкохол, телесната тежина исто така ризик фактор. И секој пат кога некој пациент има повеќе ризик фактор, на пример има зголемена телесна тежина, има хипертензија, покачен крвен притисок и дијабет, ризикот кај овие луѓе е можеби 50% поголем отколку ако имат само еден ризик фактор. А дали депресијата може да доведе до мозочен удар? Дали е таа ризик фактор? Депресијата сигурно може да придонесе. Многу почесто е депресијата кај пациентите кои прележале мозочен удар. Речиси 70 до 80% од пациентите кои прележале мозочен удар страдат и од депресија, затоа што тоа е инвалидизирачка болест. Пациент кој бил активен, живел активен живот, се грижил за семејството и наеднаш се разболува, се парализира, оди во болница. Како прво тука е стравот од преживување, нели зависи од големината на мозочниот удар, иако смртноста е доста намалена последниве години, меѓутоа се соочува со фактот дека тој можеби цел живот ќе остане парализиран, нема да се врати на работа, нема да може да се грижи за семејството и таа постигнала депресија навистина многу честа кај пациентите. Инаку пациентите кои боледуваат од депресија имат зголемен ризик од мозочни, срцеви и цереброваскуларни акциденти. Тоа најмногу заради тоа што лековите што они ги пијат, посебно за потешките душевни заболувања, терапијата што ја пијат, таа зголемува густината, коагулабилноста на крвта. И затоа кај пациенти на долгорочна таква неуролептична терапија често се случуваат и нагла смрт, нели? Дали ќе биде тоа од срце и од мозок. Не е дефинирана како посебен ризик фактор, меѓутоа мислам дека зачестеноста е сепак поголема кај пациентите кои страдат од депресија. А оние пациенти кои што примаат лекови пак за разредување на крвта од различни причини ја земаат таа терапија, може ли и тоа да биде ризик фактор да добијат мозочен удар, крварење во мозокот? Некако кај нас овие лекови за разредување на крвта, популарните клексане инјекции, нели знаеме сите, се дават сега многу често, порано беше интравенскиот хепарин и сега се направија орални антикоагуланти, кога разни видови на таблети пациентот ги пие за, така народски кажано, разречување на крвта. Меѓутоа, разречување на крвта не се прави кај секој пациент. Значи, тој треба да има ризик фактори заради кои би требало да се постави на таква терапија. Например, го спомнав аритмии на срцето. Срцевите аритмии се голем ризик од тромбоемболии и тој пациент мора да се постави на антикоагулантна терапија. Пациенти кои лежат подолго време исто мора да примат антикоагулантна терапија заради тоа што лежењето е предиспозиција за венска тромбоза. Венската тромбоза од друга страна пак ќе даде емболии во белите дробови кои може да го загрозат пациентот. Невролошки индикации за антикоагулантна терапија се кога имаме мозочни удари пропратени со стеснување на каротидните крвни садови, значи се на вратот што носат крв до мозокот. Овие крвни садови и во тој случај не треба се заштитат. Многу често таа антикоагулантна терапија се дава за површни венски тромбози или пациентот ќе направи некои испитување, малце ќе се покачени димерите или ќе се скратени тие протробинските времиња, иако нема пациентот некоја индикација и кај нив се дават овие антикоагулантни средства. Значи, многу внимателно треба. Мора многу внимателно, бидејќи навистина
некој пациент со мозочен удар му дале антикоагулантна терапија која треба да ја прима 2-3 месеца, он доаѓа на контрола после 20 години и уште ја прима. Некако тоа све се продолжува и тука има два моменти што треба да ги нагласиме. Значи, подолготрајното примање, посебно ако не се контролира дозите на лековите, може да направат обратен ефект, да направат крварење во мозокот, бидејќи крвта се намалува од факторите на коагулација, а од друга страна и пациентите кои заради оправдано се скоро имавме пациентка која има вештачка валвула и заради која прима антикоагулантна терапија, прави исхемичен мозочен удар. Значи, тоа требало да ја заштити, меѓутоа 100% заштита нема, бидејќи тука има и други фактори кои делуват, така да таа терапија мора да се даде, ефикасна, меѓутоа не е 100% заштита за пациентот. А што е со жените кои во репродуктивниот период се одлучуваат да се заштитат од примено со орална контрацепција? Или пак жените кои што се во менопауза, па може би и перименопауза, па земаат хормонска надоместителна терапија поради симптомите што ги чувствуваат, како што се препотување, топли бранови, несоници и слично. Што е со хормонските терапии кај жените? Дали тие се ризик фактор за појава на мозочен удар? Значи вака, природните женски хормони, естрогените, прогестеронот и хормоните што ги лачи хипофизата, кај жените имаат протективно дејство, заштитно дејство, додека жената е во репродуктивен период, па се до менопаузата. И заради протективното дејство на овие хормони, значи тие го намалуваат нивото на естрогенот, ги појачуваат крвните садови, ги регулираат другите ризик фактори, затоа до менопауза некаде кај 50-55 години, фреквенцијата на мозочни удари кај жените е многу помала отколку кај мажите. Значи сето тоа е една природна, како да кажам, природен начин на заштита доведува до тоа да кај жените има помалку мозочни удари, меѓутоа после менопаузата тие веќе за неколку години се изедначуваат во инциденцата и преваленцијата и мажите и жените. Во однос на хормоните што жените ги примаат, а посебно во последно време се дават хормони за некои банални работи, како што се акне кај жените. Акните се лекуваат со хормонална терапија, понатаму контрацептивните средства за заштита, па пред менопауза, за да се намалат тегобите кои жената ги има во климаксот, се даваат исто така голем број на вакви хормони кои се нормално синтетички, не се како тие природните, и секако при давање на вакви препарати зголеменоста на исхемичните мозочни удари е многу зголемена и ние сме имале случаи кога млади пациентки заради тоа што примале хормони заради акни добиле мозочни удари. Значи тоа мора да биде многу внимателно се процени. Вистина младите сега сакаат, не сакаат да имаат акни, сакаат да имаат чисти лица, се привргнат на естетски третмани и сето тоа. Меѓутоа мора добро да се процени или доколку се дава таква терапија да се даде и заштитна терапија, аспирин или нешто такво, што би ја заштитило жената од ваквото влијание на хормоналната терапија врз големиот број на мозочни акциденти. Значи треба да знаат жените дека воопшто оваа терапија не е наивна и дека треба да се направат можеби одредени испитувања пред да се одлучат на еден ваков чекор. И повелете. Ниедна хормонална терапија не е наивна. Така е. Ние сега имаме не само кај младите, имаме една масовна појава кај младите мажи кои вежбат и кои примат разни стероиди и кои исто заради тоа имат зголемен ризик од мозочен удар, посебно ако неконтролирано ги взимаат овие препарати. Значи и стероидите исто така спаѓаат во оваа категорија? Во оваа категорија кои може да го зголемат ризикот од срцев и мозочен удар и ние често ќе слушнеме дека некој познат бодибилдер почнал на 35 години или некој познат атлетичар кој освоил на светот први места, почнал на 14 години. Тоа значи дека имало употреба на недозволени средства кои можеби не се детектирани со овие антидопинг контроли, меѓутоа што придонеле овие лица да им се поремети коагулациониот статус и да бидат подлежни на
Тромбоза зголемен ризик. всушност? Тромбоза се да. создава и потоа тромбите завршуваат во мозокот. Ризик фактори за тромбоза. Исто така и трудниците спаѓаат во категорија со зголемен ризик за мозочен удар. Зошто? Трудниците се заштитени углавном со овие природните хормони, што се што е природно не може да биде штетно. Така да кај трудници многу ретко се случува да добијат мозочен удар, иако се случува. Меѓутоа кај трудниците има една состојба која мора да се многу прати, посебно трудниците кои имат хипертензија, покачен крвен притисок, така наречените епехагестози, кога пациентите имат едем, имат хипертензија, имат протеинурија. Преекламсија? Преекламсија, да. Преекламсијата е фактички еден метаболен синдром во кој може се јават епилептични напади, може се јават мозочни удари, затоа водењето на бременоста во последното тримесечие, кога може овие три фактори да придонесат и кои може дури до летален исход да доведат кај трудницата, значи мора ригорозно да се контролираат. Те се задржам уште малку на ризик факторите. Што е со оние лица што имаат упорни мигрени со аура? Има ли вистина дека и тие се во таа категорија на лица со зголемен ризик од мозочен удар? Вака нема некои студии големи дека тие се под зголемен ризик, иако ако ги гледаме патофизиолошките механизми, има тука некои заеднички работи. Порано вика дека мигрената и епилепсијата се сестри, односно дека пациентите со мигрена може често да имат и епилепсија. Тоа некако в последно време не се докажува, меѓутоа факт е дека кај пациентите со мигрена често наоѓаме исхемични зони во мозокот кои ќе направиме магнетска резонанца и веројатно бидејќи ако знаеме механизмот на мигрената, на почетокот настанува вазоконстрикција, стегање на мозочните крвни садови и потоа тие се шират и ствара едем. Стварањето на едемот, притисокот на мозокот е тој што ја ствара болката. Сите овие, ако пациентот има 10 мигренозни напади месечно, замислете колку е тоа ширење, собирање на крвните садови и тоа нормално може да биде еден вид ризик фактор за мозочен удар, иако нема студии дека е тоа нешто многу често, али сепак, знаејќи ги патофизиолошките механизми, е можно. Многу луѓе се жалат дека не можат да ги поднесат промените на времето, кога има нагли промени, топло, ладно и слично, промени во атмосферскиот притисок. Може ли тие да бидат ризик фактор да се појави мозочен удар? Промените на времето влијат на сите нас. Има промени во температурата, во влажноста, во воздушниот притисок и сите тоа делуваат на нас, кај некои луѓе повеќе, нели, така наречените метеоропатика, и други луѓе помалку, полесно се адаптираат. Меѓутоа има студии кои кажуваат дека промените на времето може да го зголемат фреквенцијата на мозочни удари и тоа е најчесто кога промената на времето е нагла или е несоодветна за тоа годишно време. Например, еве сега, нели, нормално е да заладува времето. Меѓутоа, ако дојде некој топол бран и место да залади се стопли, во тој случај фреквенцијата на мозочни удари се смета дека е поголема, кога времето се менува не во тој правец, нели, невообичаено, да. А дали може се добие мозочен удар и при нагло вртење на главата наназад? Например, додека возиме или додека ги местиме завесите. Па и ве прочитав кога жените ја мијат косата во лавор на фризер или е главата наназад, дека е зголемен ризикот за мозочен удар. Има вистина во тоа? Жените не сте толку нежни, па за примиење на коса да добиете мозочен удар. И мажите мијат косата на таков начин на крајот на кришата во фризерските салони. Добро работат, нели, на висина и сето тоа. Класични мозочни удари не може да се случат заради ова, меѓутоа несрбетниот стоп поминуваат вертебралните артерии, кои понатаму, нели, натре во главата двете вертебрални се спојуваат во една базиларна артерија и која понатаму се поврзува со другите крвни садови. Мозокот е заштитен од предна и од задна циркулација, па преку вилисиот круг на крвни садови, значи има од повеќе места кај што може да се снабди. Меѓутоа тоа што вертебралните артерии поминуваат баш низ
процесусите на бршлените, при такви нагли промени на главата може да дојде до компресија на екодвертебралната артерија и во тој случај да се намали притисокот во задната циркулација, што повеќе би дало некои вртоглавици, гадење, ние велиме инсуфициенција на вертебробазиларниот систем, што сепак може да даде симптоми, али не дефинитивен мозочен удар. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент да се вклучат, односно ќе ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат во програма со нивни прашања. Телефонскиот број ќе биде испишан на екранот. Темата ни е мозочен удар, симптоми, причини кои што доведуваат до овој проблем, секако лекување и рехабилитација. Професор, има ли некогаш некакви предупредувачки знаци за мозочниот удар пред да се јави? Рековме, тој настанува многу нагло. Значи, има ли некои пациенти кај што можеби ќе се појават симптоми па ќе се повлечат? Да, тоа е познат. Транзиторните исхемични атаки се на еден вид начин опомена дека нешто се случува со мозочната циркулација. Транзиторна исхемична атака има слични симптоми како мозочниот удар, само што тие се повлекуваат во рок од неколку часа. Например, пациентот ќе доби искривување на устата и отежнат говор, меѓутоа тоа ќе се повлече за саат-два и они сметат дека тоа од некои други причини се случило, или слабост во рака и нога, променет вид на едното око може да биде симптом. Иако тие се повлечат во неколку часа, тогаш ги нарекуваме транзиторни исхемични атаки, меѓутоа тие веќе кажуваат дека крвните садови се оштетени, веќе има намалување на циркулацијата во тие региони и фактички правилно би требало транзиторната исхемична атака да биде најургентната состојба во медицината, затоа тој пациент се подлегне на испитување на крвните садови и да му се даде превентивна терапија, бидејќи превенцијата е секој пат многу поуспешен начин на лекување отколку веќе кога ќе се случи мозочниот удар. А што говори вашето искуство? Луѓето го сваќаат ова сериозно или го игнорираат? Па мислам дека го сваќаат. Меѓу транзиторните исхемични атаки и транзиторната глобална амнезија, тоа најмногу ги плаши пациентите, кога пациентот работејќи секојдневни некои работи и наеднаш, значи тој не паѓа, си продолжува со функцијата, меѓутоа не се сеќава, може да пазарува во самопослуга, да вози кола, меѓутоа после некое време не може да се сети на последните неколку часа што се случило и тоа многу не ги успаничува тоа губење на меморијата и мислам дека тогаш веднаш се јавуваат на лекар, бидејќи тоа е еден вид транзиторна исхемична атака. Ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Само да поставам едно прашање за професорот. Сакам да ми каже професорот за аспирин. Од 175, дали е подобро да се прима од 100 или 75 и во кој случај да може да се прима аспиринот и дали може здрава особа како превентива да го прима? Така, ова е едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професоре. Па, ние во нашата држава обично овие препарати на ацетилсалицилна киселина ги има во дози од 100 мг. Дали аспирин, дали андол, дали кардиопирин. Во Америка знам дека има аспирин од 75 мг и то они го користат. Значи, дневната доза што пациентот треба да ја прими е од 75 до 100 мг. Така да нема некоја голема разлика, зависно кои таблети може пациентот да ги набави. Не е грешка да ги пие од 75 и од 100 мг. Меѓутоа сметам дека потполно здрава особа не треба да пие аспирин. Превентивно? Не? Ни превентивно. Значи мора да има некои од ризик факторите. Значи да има покачен крвен притисок, хипертензија, да има диабет, да има покачено ниво на холестерол, да пуши цигари, да има некоја генетска предиспозиција во фамилијата почесто да има почеста појава на мозочни удари или срцеви удари, тие не се наследни болести, меѓутоа во некои фамилии почесто се случуваат. Конзумацијата на алкохол, стресот, значи доколку пациент нема ризик фактори, нема потреба, бидејќи нема што да се превенира во тој случај. Така, ова е убаво појаснување и добро е да се знае. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас, до докторот и до вас. Ви благодарам. Вака сега имам прашање.
Мажот ми пие царелто апчиња и прашањето ми е, има аритми. Дали може, например, да се оди на планина, да речеме до 1300 метри? Дали на горската височина би имала дали некакво влие, влијание? например, на некој мозочен удар, да речеме такво нешто. До сега не сме имале такво нешто, но ова е само така прашање да видам, пошто ние почесто сакаме на планина, дали е тоа некоја опасност Дали или не. е тоа пожелно во вашиот случај? Ви Да. благодарам за вклучувањето Молам. во програма. Уште едно интересно прашање. Да, навистина, Професоре. пациентот прима антикоагулантна терапија заради срцево заболување. Ние сите препорачуваме прошетки во природа, во парк, на чист воздух. Качувањето по планина е секој пат потежок физички напор, отколку нели кога ние пешачиме на равно. Во однос на антикоагулансот мислам дека нема проблем, меѓутоа тука треба да се консултира кардиологот дали заради срцевото заболување тој смее да трпи толков напор. Тока мислам кардиолог треба да се консултира. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Ало? Те слушаме Јас сум одлично во во програма. Да, повелете. Добар ден. Ќе ве молам поздрав до професорот и едно прашање имам. Имам подолги години невралгија. Дали тие таблети што ги примам за невралгијата може да дојде до некоја последица за мозочен удар? Така, професорот, да немате под прашање само некое? Па Не. Само чекам одговор. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Невралгија е една честа болка која е обично во половината од лицето и е резултат на воспаление или притисок на тригеминалниот нерв кој го инервира лицето и затоа болките се во тој предел. Во терапија на тригеминалната невралгија се користат антиепилептици, најчесто тегретол, карбамазепин, валпроат, сега овие поновите лекови габапентин или прегабалин. Тие се лекови кои се користат и кај епилепсијата. Значи се многу сигурни лекови, бидејќи ги пијат пациенти кои имат епилепсија од детска возраст, ги пијат цел живот. Кај невралгијата може да ги пијат и неколку години. Така да некој ризик од мозочен удар, мислам дека не постои кај употребата на овие лекови, бидејќи се општо употребувани и нема докази дека може да провоцираат мозочен удар. Уште едно прашање од гледач. Ке слушнеме во продолжение на денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Обично има нисок притисок, па ми се качи, имах негде 100-110, па моментално не знаев што е како е, кога излеков од колата, почнав како пијан, почнав да потам, ми се повраќаше, ми се вртеше и после тоа за саат време клекнав, мислев дека ќе се нормализира, но тоа не се случи. Ја запалив колата едвен од ова страна на другата страна и отидов до брза помош, кога го мерија 180, а вообичајно беше 110. А јас сум добил тогаш мозочен удар и во болницата ми ставија таму, значи, инфузии таму со тоа други лекарства. После ја снимија главата, сантим и пол, имаше крварење во мозокот и после ми дадоа пирамил и парацетил H2,5. И до денеска пијам од нив. Дали треба да ги променам тие апчиња или не? Не осеќам ништо, патеност во рака, нога и така натаму, нормално. Сега само ме интересира конкретно дали треба да ја сменам таа терапија со пирамил на парацетил H2,5 или нешто друго. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Може ли вака телефонски во програма да се нели дадат насоки ние се за шалиме, терапија? пошто нели жените обично имат низок притисок, велиме низок притисок дол живот, бидејќи сепак хипертензијата е ризик фактор за мозочен удар. Меѓутоа, тука веројатно се работи за пациент кој имал низок притисок, меѓутоа И во одеднаш одреден... тоа се променило. Тоа се променило и сега ако он имал кога некој има 150, ако му се качи на 180, можда не е толку голема разликата, али ако има 110 па се качи на 180, тоа веќе голема разлика и веројатно
во тој случај се случил мозочен удар, затоа што самиот мозочен удар представува стрес за мозокот и го покачува крвниот притисок, се со цел да се циркулацијата таму зголеми и да се намали отокот, значи настанува реактивно зголемување на крвниот притисок. Колку што слушна пациентот при тоа имал и мозочен удар, меѓутоа сега се чувствува добро. Крвниот притисок е нешто што многу варира. И од сабајле и вечер и 3 пати го мериме во текот на денот. Значи тука мора да се направи мониторирање на крвниот притисок, бидејќи па не сме после мозочен удар не е пожелно многу да падне крвниот притисок, бидејќи се намали циркулацијата во оштетеното ткиво. Тука пациентот треба да има свој интернист со кој редовно ќе се консултира и во зависност од вредностите на притисокот, дали да ги пие истите, дали нешто да намали. Ако многу му паѓа или му се качува притисокот, значи тука со интернист да се најде една најмала доза на лек со која ќе му се одржува притисокот. Значи интернистички редовен преглед. Да. Така. Сега има некои статистики кои што можеме да ги прочитаме, дека 1/3 од луѓето кои што ќе се соочат со мозочен удар ќе загубат битката за живот, ќе починат, 1/3 ќе се соочат со инвалидитет, а 1/3 ќе можат да се вратат на стариот живот. Дали понатаму бројките се вакви? Бројките мислам дека се сега подобрени во корист на пациентите. Јас ова работа долги години ја работам и навистина смртноста од мозочните удари беше многу голема во Македонија. Меѓутоа сепак мислам со унапредување на контролата на ризик факторите и да се случи мозочен удар не е толку тежок, бидејќи пациент со крварење може да почне и за неколку часа од започнувањето на мозочниот удар, меѓутоа мислам со подобра контрола на факторите на ризик, дека и самата, како да кажам, големина на мозочниот удар, дали ќе е крварење или тромбоза, не е толку голема како порано што сме гледале и веројатно заради новите регулација на, како што реков, факторите на ризик, меѓутоа и новите начини на лекување, како што е интравенската тромболиза и механичката тромбектомија, така да смртноста... Каква е сега кај нас? Колкава е смртноста во Македонија во последните Смртноста години? мислам дека е меѓу 10 и 15%, значи не е 1/3. Меѓутоа, за жал, инвалидитетот е исто така голем, таа третина останува и можеби процентот на пациенти кои што се потполно опоравуваат е нешто поголем на сметка на намалување на смртноста. Дали смртноста поголема кај жените или кај мажите? Мислам дека нема правило тука. Се мисли дека крварењата се почесто кај жените, посебно субаракноидалните крварења, кога прскаат аневризми, тука е мала предоминација на жените, меѓутоа исхемичните мозочни удари се почести кај мажите, така да углавном процентот е сличен на жени и мажи со мозочен удар. Уште еден гледач ќе вклучиме во програма. Добар ден. Се исклучил, добре, продолжуваме понатаму. Откако ќе се ајде да проговориме всушност за мозочниот удар и корелацијата со преживувањето. Што велат статистиките за должината на животниот век по преживеан мозочен удар? Статистиките се многу различни, зависи кои методи ќе се користат. Можеби тука е поважни последиците од самиот мозочен удар отколку самото преживување. Има пациенти со 10 и 20 годишно преживување, меѓутоа ако е ударот поголем и последиците, посебно ако пациентот остане со парализа на рака и нога, односно е пациент врзан за кревет. Тука треба да има страшно нега на високо ниво со декубитални јастуци, со вртење, со нега, бидејќи најчесто лежичките пациенти ги однесува бронхопнеумонија, тромбоза на нозете и тромбоемболија, стварањето на декубитални рани, бидејќи ние за жал немаме такви центри каде пат за рехабилитација, што е многу важно и мислам многу се, како се менуваат владите и министрите, се обеќава дека ќе се направи ваков центар, бидејќи стварно ние некој пат сме во така малце непријатна положба. Сме го примиле пациентот, сме го лекувале, меѓутоа тој останал со дефинитивна парализа.
тој пациент има право на едно бањско лекување, дали ќе во физикална, во Козе или во тие другите бањи, како што е Кежовица или Катлановска бања, има право на едно лекување. Меѓутоа, заради големиот капацитет на пациенти што таму се прима, значи не може да им се пружи таа вистинската физикална терапија, а во најголем број случаи по пуштањето од болница тие остануваат на терет на фамилијата, самата фамилија да ги некува, мора да им Семејствата што поминале низ таква приказна знаат колку се тоа е стрешно и тие што минуваат. И тешко. Секако, значи негата на пациентот, иако сега гледам има се отварат некои центри за помош на лицата кои се дома нели неподвижни, се оди неколку часа се помага, ама самото тоа што пациентот најчесто со катетер, треба катетерот да се менува, пелената да му се промени. Секој од семејството не може тоа да го работи. Ние не сме толку финансиски мокни да ангажираме други лица нели да го гледат пациентот, а и тие други лица во последно време се потешко се наоѓаат. Така да негата после болничкото лекување навистина влијае на преживувањето на пациентите, бидејќи ако пациентот има добра нега, тој може и најнормален животен век да има. Меѓутоа, најчесто негата затајува, се појават компликациите и пациентите порано заминуваат. Тоа го скратува животниот век. Ќе ги вклучиме гледачите, имаме навистина многу малку време, ќе ги замолам да бидат што попрецизни со поставеното прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Од Охрид се јавуваме. Така? Ја не знам дали сум јас. Да, во програма сте. Јас добро, јас сум по гласот. Имам јас проблем со притисокот. Еве утрово, кога се разбудив, не работев нешто, околу 7 и нешто, ми се случи вртоглавица. Ја прекинав работата, полека клекнав. Меѓутоа, и кога клекнав, морав јас да легнам. Додека не легнам, мене не ми престанува вртоглавицата. Така. Јас го имав овој истиот проблем неколку години и сем во ноември ми се јавува и од 3 до 7 месеци првиот пат ми се случи. Бев на лекар, мислам во брза помош, со здрвување на раката, прво прстот од десната рака до рамото. Во брза помош отидовме после 2 сати, бидејќи во 4 утрото беше. Од тука ме упатија во нервно. Примив терапија, полека ми се оддрви ракава од рамово према прстот. Сите испитувања ги направи во кардиолошко и глава ја сними во костозглобна. Немаше нешто да се најди освен високиот притисок што ми го измерија во брза помош. Така. Сега се надевам дека сте по-добро. Терапија за срцето и аспиринот ми препорачаја. Но аспиринов втор доктор кажува дека предизвикува не е толку корисен. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете, професоре, да кажете? И ако се случат вакви симптоми во 4 наутро, да се чекали 2 часа до 6 да се појде на лекар или треба веднаш да се интервенира? Што би рекле? Чинезе вртоглавица била асоцирана со покачен крвен притисок и здрвување на едната рака, така да тоа личи на транзиторна исхемична атака и во тој случај мора да се побара помош, да се прими терапија. Аспиринот, бидејќи она веќе има ризик фактор, е корисно да се пие. Тоа што кога ќе легне се намалува од вртоглавица, малку оди во прилог и дека може да е нешто проблем со внатрешното уво, каде што е центарот за рамнотежа, па и во тој правец треба да се провери. Меѓутоа, ако провоцирачки фактор бил покачениот крвен притисок, најважно е тој да се регулира. Уште еден гледач, дали имаме време да вклучиме? Да или не? Добар ден, само ќе ве замолам, 1 минута имаме до крајот на емисијата. Што побрзо да го поставите прашањето? Бидете конкретни. Дали ме слушате? Одлично ве слушаме, повелете. Поздрав од Струмица до професорот и до вас. Јас сум оперирана на десна каротида пред 6-7 години. Пијам ЗИЛ
Значи от тогаш кога ми е препишан, стално го пием зил. Дали треба да го пием? Тоа е вашето прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Бидејќи пациентката имала запушување на каротидната артерија и таа е оперирана, се не разбра дали е ендартекторектом или е ставен стент, меѓутоа таа веќе има оштетување на крвните садови, тие се главните крвни садови, каротидите што го носат крвта во мозокот, и во тој случај пожелна е превенција со дали со аспирин или клопидогрел, таа да биде скоро и доживотна. Значи може доживотно да се пие таа терапија во ваков случај. Сосема на крај, дали роботската терапија во процесот на рехабилитација може да им помогне на пациентите кои што доживеале мозочен удар? Има ли начин оштетените делови од мозокот да бидат заменети, одредени функции од оштетените делови на мозокот да бидат заменети со здравите делови од мозокот? Роботската терапија може да помогне во враќање на функцијата на екстремитетите. Нели, тоа е баш како пациентот се става во една машина како робот и пациент кој бил во лежачка положба, со помош на роботот се исправува, значи се вертикализира, се подобрува циркулацијата. Тоа е главно за подобрување на функцијата на екстремитетите, а во меѓувреме центрите во мозокот ги преземаат другите, тоа како да кажам, например, пластичноста на мозокот, преземање на функција од оштетени делови е најголема кај децата. И децата кои се раѓаат со големи, да кажеме, породилни повреди и остануваат големи шуплини, тие функционираат најнормално и како возрастни, ако се направи некоја слика, ќе се видат дека имат некоја арахноидална циста како резултат на тоа оштетување. Тие многу побрзо се подобруваат, за разлика од возрастните. Пластичноста со годините се повеќе се намалува и тоа подобрување, ако е комплетна била парализата, се смета дека е затоа што од контралатералната страна невроните наоѓаат пат, нели, да ги инервираат оштетените делови. Роботската терапија не може да направи чудо. Значи не е чудотворна. Не е чудотворна. Таа е најмногу за пациенти со травматски повреди, кај кои се очекува, нели, спонтано. Меѓутоа, тоа е еден вид физикална терапија да се убрза процесот на опоравување, на рехабилитација на пациентот. Ние знам во Македонија дека се купи таков апарат, ама за жал не се користи. Мислам дека не се користи се уште, што е навистина штета кога имате еден апарат, нели, да тој не биде во функција. Опрема за рехабилитација да не се искористи, навистина е тажно, со оглед на тоа на колку пациенти има потреба. Да, имам пациенти со мултипла склероза, со мозочни удари, со трауми, што углавном одат на роботска терапија во другите држави. Така. Сега не сум 100% сигурен, али од пациенти имам слушнато дека бил таму и му рекле дека не работи апаратот. И сега тоа е информација од пациент, не можам да кажам дека 100% е така. Ќе треба тоа ние да го провериме. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за убавите појаснувања поврзани со оваа болест. Ми беше чест да учествувам, мислам дека една убава дискусија направивме и на пациентите им појаснивме некои работи околу мозочните удари. Професор доктор Иван Барбов, невролог од Универзитетската клиника за неврологија, беше нашиот денешен гостин во емисијата. Ви благодарам за вниманието со кој што не следевте.